Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ете, вие и јас, Исо Мухич, да позборуваме за извештајот на Transparency International, глобалната организација Transparency International, или како по-нашки би било меѓународна транспарентност. Ете, имаме и зборови и се. Но тоа и е всушност овата и во темата. Извештајот се однесува токму на нив. Тие направија испитување на индексот на перцепција на корупцијата за 2025-та, значи за минатата година, при што рангирани се 182 земји и територии според тие перцепирани нивоа на корупција во јавниот сектор. Значи, зборуваме токму таа висока и слично, не помеѓу граѓаните и физички лица, приватни, правни се едно и така натаму. При што на скала од 0 до 100 се всушност оценувањата за тоа дали е некоја земја, односно територија, високо корумпирана или е многу чиста, многу транспарентна. Не може да биде без корупција, но во таа смисла многу транспарентна. И оди пропорционално. 0 е, како, ете, за полесно да нема забуна, ете, во текот на дискусијата. 0 е, значи незадоволително, катастрофално, високо корумпирана. Нема ни еден бод. А 100 бодови се даваат за многу транспарентна. Македонија за минатата 25-та година освои 40 бода, 40 поени, што е истиот број на поени како и предминатата 2024 година. Но на скалата како рангираност, ова минатата година 25-та сме на 84-то место, за разлика од предминатата кога сме биле на 88-то место, значи 4 места подоле, што всушност на тоа и укажува Transparency International, не значи ништо, односно, со други зборови, пласманот или може и да е подоле кај некоја земја, не значи да е полошо, затоа што пласманот и рангирањето е резултат на, особено да речеме ако се оди нагоре, а немате поени, немате оценка, е резултат всушност на поместувањето на неуспехот на другите земји. Тоа и го нагласува Transparency International, велат резултатот е поените се клучни од рангирањето, бидејќи рангирањето може да се промени и поради промените во бројот на вклучените земји, а резултатот е всушност оценката, тој го опишува нивото на перцепирана корупција. Кај нас, значи, нема промена минатата 25-та година, оценка 40, 0 катастрофа, 100 многу чисто, значи не сме ниту на половина. Исто сме биле според овој извештај велам и 2024 година, а во индексот објавен за 2023 година од истата организација сме имале 42 поени, значи помалку корумпирани сме биле. Од 23-та сме опаднале за 2 поени, оценката ни значи паднала, 25-та е истата оценка. Тогаш сме биле 23-та 76-то место на листата, ова 24-та сме биле 88, сега сме на 84-тото место, но велам тоа е разбирливо затоа што, да речеме, Босна и Херцеговина е полоша од минатата година, Србија е пак во тек на изминатите 10 години во опаѓање и сега исто така подолу, па дури и Словенија бележи полош резултат, полоша оценка од минатата година, Албанија бележи пад од минатата година, Бугарија има исто 40 поени како и Македонија. Зборувам за оценките, тоа е битно, значи може да едноставно токму тие измени во оценувањето кај другите земји или едноставно некоја земја не учествувала и така натаму, да рангирањето, пласманот да го сменат. Оценката си е оценка како на ранг листа, не значи дали е некој прв или последен, туку бројот на поени оценката. Во секој случај ние сме на ова 84-то место, заедно, како што кажав, со Бугарија и уште
5 земји: Унгарија, Буркина Фасо, Куба, Гвајана и Танзанија. Значи 7 земји со Македонија се на со 40, односно се извинувам, на 84-тото место го делат. И сега во зависност од поените може да се смени ранг листата, на што вела ми укажува токму Transparency International, дека падот на повеќе земји прави да се смени пласманот. Инаку Transparency International, освен што изразуваат загриженост, потенцираат дека високото ниво на корупција, а велам зборуваме за јавниот сектор, тоа истражувањето, ги ослабува институциите, предизвикува пад на демократијата, ја фаворизира корупцијата, го ограничува нејзиниот простор за работа на граѓанското општество и се укажува дека, помеѓу другото, во овој регионален извештај, се тоа е резултат, помеѓу другото, и на нетранспарентно донесување на одлуки во врска со вредни, со јавни, приватни инвестиции и така натаму. И се изразува, како што кажав, загриженост од влошувањето на ситуацијата, воопшто падот на оценката, односно растот на корупцијата, дури и во стабилни демократски општества, кои всушност стануваат се помалку демократски, затоа што токму тоа го покажува. Падот на оценката на индексот на перцепција е и пад на демократијата, затоа што ја фаворизира корупцијата. Но, значи, комотно може да се каже, Македонија и понатаму, и оваа година, или се уште, без суштински напредок во борбата против корупцијата, 2 години поред нема промена на поените, 40 поени. Но добро е, може би следната година ќе биде подобра, а освен тоа, имајќи предвид дека доста земји во регионот се во опаѓање, може би треба да се гледа од посветлата страна, дека можело да биде и полошо. Ние барем не сме отишле подолу, а сме можеле, не сме на дното. Што мислите вие за оваа тема? 6091 924 925. Повелете кој ни е прв. Телефонските броеви се отворени и некои веќе сигурно имаме. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па ја малце кратко за претходната тема што беше на. Само што требаше да се јавам, вие ме прекинавте. Добро. Бев наред на листа на чекање. Што се однесе за таа тема, само сакаме да ја осудим, кажам на сите што беа дволични преска, што да ги напаѓаат синдикатите, кај се парите. Па нека го кинат законот за финансирање на политичките партии од буџетот и законот за рекламирање на политичките партии, кога има избори, ете ги парите кај се. Просто едноставна работа. И корупцијата се намали. Па да, не бара да намалуваат, они онака собираат алаш вериш. Бидејќи, ако ги земете законот да го гледате и кој зима пари од буџетот за финансирање на политички партии, ќе видите најисплуканите 4 партии, тоа ви се СДС, ВМРО, ДУИ, сега ВЛЕН, ги зимаат најголемите пари од буџетот. Ете ги кај се парите со кои може владата да интервенира во спорот помеѓу работодавците и синдикатите околу минималната плата. Проста едноставна математика. Но, онакво однесување на граѓаните на Република Македонија дволично покажува зошто ние не можеме да имаме стабилна држава. Само да ги посетам сите, да сте ја сепа сликата пред изборите, кој отиде кај покојни Дарко да му даде поддршка кога протестираше пред собрани. Овој председател е година дена председател на синдикат. А жалосно е што македонците не ја следат смената и однесувањето во политичкиот систем. Кога пред изборите, кога се договара и кога дава поддршка, беше покојниот Дарко председател на синдикат. А не овој сега што го плукаат и го напаѓат, дека наводно бил 10 години. Што се однесе за ова напредоков на онаквото. Како сакате да има напредок кога ви крадат марихуана од магазини кои ги чува полицијата? Толку пријатно. Благодарам, ве поздравувам, но добро што велите вие, каков е народот и така на тоа. Може да се гледа и така. Квалитативната понуда на политичарите што имаме на располагање во квалитативна смисла, секаква и капацитетна, професионална, и честни, и морални, така натаму, токму е одраз на
ако сакате, ете, на поголемиот дел од народот, тие ги избрале. Но велам понудата воопшто, не е овие или оние, затоа што зборуваме за она што е на сцената, тоа е понуда и побарувачка, се едно. Затоа и таква и толкава е понудата. Ако имате понуда некоја побарувачка поголема, не знам, за некое екзотично овошје и така натаму, трговецот ќе се помачи, ќе го донесе и тоа. Ако нема понуда, ќе нуди нешто што е тука локално и така натаму. И ние кај нас 30 на години ги имаме тие истите, тоа се, не знам, на полица 2 производа, 3 производа, истите, од истата, не знам, нива, од истото тесто, од истиот материјал, од истото брашно, се едно. Така да, тоа е вкусот на поголемиот дел. Иако не е многу голем, кога ќе видите колку се 3-40% вкупно. Се гласовите за сите. Па се поделени за една најголема, па друга голема партија, па етнички и така натаму. И тоа се 3-40%. Повелете, добар ден. Исо, Да, повелете. добар ден. Добар ден, ве поздравувам. На 84-то место. Не, треба да се најме на 184-то место. Во некои други емисии имам зборувано. За вие да истерате корупција, господине Исо. Не вие, мислам. Да, разбирам. Само треба образување на македонска партија со сите националности и све ова да се збриши. Тогаш тие ќе суда и ќе кажува. Мицко ќе го суди Заев. Заев не го суди овај. Абе тоа од леви овде, абе, што зборуваме ние? Како ќе застани таа корупција? Не бе човек, то не може да биде. Еве, се купи за 30 милиони се Сораја, сега. Абе, што сега? Тоа е све ова исто. Нова партија со нови луѓе, со ново се, што може да работи, да затвора што треба и корупција и се. Вака не оди. Еве се на вашата емисија, не бегам од темата, пред вас имаше човек кажува да се внеселе бугарите. Абе добро, нека направи Мицкоски, не е битно кој еден референдум. Нека се изјасни народот. Ако сакаме да бидат бугарите, во ред е. А некако СДС имаше референдум, Државна изборна комисија го прогласи неуспешен, а тие што направи в парламент купија 8 пратеници и се сменаја. Народот си седи. Епа ако си седиме дома, нема ништо ново. Нека си тера луѓето. Колку што ќе лежи Заев, толку ќе лежи Мицкоски, толку ќе лежи Ахмете или толку ќе лежи Петре. Не бе, Исо. Нови луѓе што можат да судат. Не може инаку. Не може инаку држава да се направи. Читам во книга, во известие, Сталин 7 милиони луѓе погубил за Русија да биде Русија. Не велам да се погуба, ама тоа е тоа. Така, добро, да, вете, тоа е, не знам, пре екстремно и слични прашања, какви резултати и дали се едно, и ако се не знам, посакуваните резултати, дефинитивно дали е тој начин. Воопшто не е ни дискутабилно, но во принципот она што елите си седиме, па да, седи, а карванот си врви. Еве, може би посоодветен пример, си врви карванот, а еве безбеден град, а не си врви. Одеднаш се забави. Така да тоа е тоа, си седи, нема камери, ке си оди кој како сака. Па не знам, овие политичари, па оние, па овој се орти, овој се назначил вамо, овие ги назначиле тамо, се ротираат, одат. Она заслужно е до амбасадор секако за малку да се одмори, па нема го видиме неколку години, па пак ќе се појави. Но тоа е тоа, еве, одеднаш камери поставени во уличка, оваа во уличка, она нема тоа се, да видиме во таа комисија што прави, председател на таа анкетна комисија, на ова тело, вамо министер, тамо е секаде камера. Не може да се движи туку така. Тоа е, мислам, најсоодветниот пристап и принцип. Само мониторингот, едноставно, ве гледаме, ве следиме. Да, па да видиме понатаму. Тоа е тоа. И што е ова? Ајде, готово. Нема втора шанса. Дајте друг сега, готово. Не е поминато. И тогаш ќе се, велам, качуваат критериумите и обидите да се докажуваат тие. Видете ка можеме. Јас сум за тоа, добар, дајте да не ми истекне лиценцата. Еве ви лиценца, одредено време, ајде да видиме резултати. Нема, готово. Ама јас ова ништо, ајде, уживајте.
Тоа е тоа. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, вие сте, повелете. Сега така исто јас се зборувам. Да. Значи, Трендафилов го подржуваме овој што е председател на синдикатот. Значи, управо е човекот. Овие пратеници нек си и намалат партиите. Ние од Кавадаци имаме 2 пратеници, 8.000 евро со платата, со патни трошкови. И да му кажам на Милорад, значи, онај предходниот бегалка што е Груевски, 3 мандата владееше со Али Ахмети, значи он го уништи, а уништи Македонија со Скопје 2014, па он и Луцо Ѓурѓиев, па и Заев. Јас сум обиден на овие гледачите. И сега и исто па продолжуваат она урбаната мафија, тие инвеститори што направија згади кај Holiday Inn и кај Континентал, после и убитува онај градоначалникот Зоран Коњановски, Тони Коњановски. Вчера во дворот му влези чопор кучиња и го изгледа 2-годишно дете. Значи, по тие закон на Македонија не и требат кучиња, на Македонија и треба наталитет. Значи, ова влада треба да инвестира најповеќе во наталитетот и во агрот и во земјоделието. 1,5 милиарда даваме ни за храна. Тие пари да му и дадат на земјоделците. У Кавадаци 30.000 тона така се скапа по нивито, гројзето. Значи, ова влада затворена седница му даде пари на Цветој Јаневски, 10% уместо тие пари да ги дадат на лозарите. Лозарите не се задоволни. Кажа он у една емисија, задоволен бил за откупни цени на тутунот, али да ги плаша лозарите. Така, истече времето. Поздрав до вас, добар ден. Кој не следен, повелете. Господин Со. Поздрав, почит, повелете. Поздрав и до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Македонија без суштински напредок во борба против корупцијата. И дали вие, господин Исо, очекувате борба против корупција и криминал, кога имаме криминалци во власта? Кога власта е криминална? Добро, а земете и таа варијанта дека можеби ова не знам сосема точна, добро, ама јас реален приказ. Точно ќе ви кажам. Мислам, може и некој така да гледа на тоа. Генералниот секретар на владата е господине криминалец. Дали е така? Дали е суден за криминал за тешки за неколку милиони евра за автобусите од Кина, набавката на автобуси од Кина? Дали е точно тоа? Јас секогаш со точни тврдења зборувам, не зборувам на памет. И не можам да измислам ја дека Игор, како се игаше, така, Игор, од Велешто е, па тој е криминалец за мене. Значи судот докажал, господи, и сега тој ќе се бори, владата таа ќе се бори. Таму уште, Антонио Милошевски, замоќник, суден ли е? И сега заменик ви председател на собрание. И уште други, сите тие треба да ги нема таму во власта, во институциите. Тогаш може да има борба против корупција и против криминал. Кога криминалци седат во институциите, па не може да се бори. Тие ги корумпираат судиите. Не ги корумпирав јас не земав пари од некој, па да речам судија дати 1 милион евра, овој ќе го ослободиш, ќе го чуваш делото таму во Фујока и ќе после ќе речеш готово застари делото на Сташо Мјалков 12 години. Така ли беше? Па тогаш оваа влада никогаш нема да се избори за криминал и корупција. Господине, тие имаат само Белата палата тежи 50 милиони евра. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Добро, затоа правиме споредба или едноставно дискутираме секој со својата перцепција, имајќи ја како референтна точка, имајќи го извештајот на оваа меѓународна транспарентност, Transparency International, според кој немаме промена во борбата против корупцијата, значи онаа висока, јавниот сектор, иста е оценката, 40 поени и за 2024 година и за 2025 минатата. 2023 била подобра, тогаш сме имале 42
поени. Значи, повисоко сме, подобра оценка за 2 поени, сега минатата и предминатата сме со 40. Така да, велам, значи, тој индекс од тој извештај, со нашиот индекс на перцепција на корупција, треба да ни помогне да ја утврдиме реалноста. А Transparency International даваат на некој начин, како на лек што пишува, што може да се очекува. Ако не се земе, ако се земе редовно, ако се зема премногу. Така, значи, контраиндикации и слично. Колку е помала оценката, толку е поголема корупцијата и со тоа се намалува, паѓа демократијата, се фаворизира корупцијата, се ограничува просторот за работа на граѓанско општество, се намалува транспарентноста, отчетноста на владите, а сето тоа дополнително влијае само на ширење на корупцијата. Затоа реков, како со лек, значи да, нередовно земат или така натаму, а болеста само повеќе ќе се шири. Во таа смисла тие ја даваат таа поука и упатството каде сте, ако сте подолу, толку повеќе корупцијата ќе ви се шири, треба да земате лек и да одите кон 100, тогаш постабилно. Ќе зајакнат имунолошките капацитети, граѓанско општество, демократија, транспарентност, вклучително се дава акцент и на независните медиуми и така натаму, да се токму во насока на самостојни независни, да не се под контрола и притисоци и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали сум на линија? Да, на линија, повелете во програма. Да. Прво, Transparency International одамна постои кај нас, но досега јас лично не приметив дека нешто имаат постигнато, дека имаат покренато некаква иницијатива или ако е покрената, не знам, со некаков епилог. Сега, ние сме далеко од нордиските земји, да работиме свесно и совесно, да не го крадиме собствениот народ, да не го присвојуваме она што не е наше, што е туѓо, припаѓа на сите, не само на мене, значи далеко сме од сето тоа. Меѓутоа, ние затоа и не влагаме во Европска, ова повеќе мене ми излегува како маска да не ги бугарите да не ги внесеме во устав, не ни требат, значи не затоа што не можеме, но затоа што ако влеземе таму ќе треба некој да ни води контрола, да не прати, значи не можеме да работиме онака како што сакаме, раскалашено, бидејќи ние и законите во интерес на нашите арами, ќе ги наречам, кои го злоупотребуваат своето работно место, значи од милиарди средства кои што се по буџетите досега, значи сигурно 50% се отидени во приватни джепови, зашто не го донеса законот за потекло на имот? Зашто не го донеса законот за незастарување на делата? Зашто, значи, многу закони во кај нас, значи, кои што можат да бидат од корист, што се вика за државата, за сопствениот народ, значи, да може да имаме подобри патиша, подобри школи, ама све подобро да имаме. Ние сето тоа го оставаме на некој 15-20 души, значи да играат со народот и што се вика да си црпат од бунарчето онака како сакат, колку сакат, а ние само ќе трчаме кон ненормални да го заокружиме нивното бројче. Ја мислам дека сепак овдека, значи свеста и совеста, ама најповеќе. Ви благодарам, поздрав, до слушање, добар ден, повелете. Добар ден, дали имаме некого, повелете. Добар ден. Ало. Повелете, вие сте. Добар ден. Повелете. Вака, не само што суштински напредокот во борба против корупцијата, нема никаков напредок за борба против корупцијата. Суштински корупцијата расте нагло. Со овие задниви случаеви, благодарејќи на српската полиција и таму органи што ги открија тие 5 тони дрога, кај нас во Македонија све е излезано на секој човек му јасно више кој не водел, кој не води, каква власт имаме, какви суди имаме, каква полиција имаме, каква царина имаме, каква влада имаме, какви пратеници имаме, све значи тоа говорите.
Значи со тони плюс овие се запленети сега тука во Македонија. Тони и тони друга, тоа нигде, значи, ни Колумбија не е прешишеле ние како по територија, како се помала земја, значи и неа не е поминале со најголемото зло за човечеството, дрогата, отрува за децата млади, што нашите пред све законот го предложи ВМРО, ДПМН, СДСМ даваше лиценци со право, секој си имат право, меѓутоа никој не ги контролира тие со лиценците што произведувале друга. Ни ЦТСМ, ни овие 2 години ВМРО извршил контрола во тие градини тамо кај се садат во тие пласови дрогата, дали е тоа све законски люди, дали се пласира законски или незаконски, значи све се криминални. Тука се поврзани и министерот за внатрешни работи, и министерот за сите и за надворешни работи, и премиерот, јас се спомнам и премиерот дека. Додека се заштитници на ВМРО, ДПМН и Сашо Мјалкос и милиардерот и груби на ДУИ и синовите нивни наркомани, наравно, тие се заедно на едно место се. Со додека се овие криминалци ДПМН и СДСМ. Да, благодарам. Много добро. Официјално премиерот вели не знае ни МВР и така натаму. А она што ВМРО ДПМН го тврди, вели опозицијата била. А од обвинителството нема ништо и сега тоа е. Потоа е проблем за премиерот да вели верувате на друга влада. А најдобро да не се гледаат ни други вести тогаш, ете, само ова не се знае и ете тоа е. Па ќе видиме што ќе биде, да. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Се слушаме, повелете. Па види вака, не ми е јасно која Македонија да се бори против борбата против корупција. Значи, тие што се на власт, тие се највише корумпирани. Највише и што се вика, значи, оние обележени со судови, со мудови, со ова, со она, значи, тие се кои? Тие што треба да се борат против корупцијата, се терат своји бизниси. Значи, корумпирани се. Тие што треба да се борат против корупцијата, имат од друга држава пасоши. И ме гајле нив за Македонија и за корупцијата во Македонија. Па тие се највише корумпирани. И што има далje да збориме за корупција? Значи, корупцијата расти цвета исто како маријухана, што им цвета и што прават пазар со ова, барем да ја продадат, да си раздужат малце некој долг. А не да се задужуваат сега у Будимпешта и не знам каде се задужуваат за ова. Барем да може да продадат. И ние се збориме овдека, да се бориме. Кој да се бори? Значи, тие што се на власт највише. Ајде барем Заев краде, лете крадел, ама тие другите што краделе ситнички риби отида у затвор. Овие не, овие светат. Сите. Каде е Нушев, е него директор? Каде, замисли ти, министерка за финансија, ако би се симне еден денар од плата, ја ќе си одам. Па да одиш никаде не се вратиш више на власт. Како тоа? А за работиците нема. Нема 600 евра минимална плата. И ние ќе збориме кој да се бори за ова. Бегалецот од Будимпешта, како им рече, кога му рече оној, што ќе правиш со партијата? Ќе им оставам партијата, ми ја гајле и ќе си отидам. Се накледи на платки и ние ќе збориме за корупцијата. Тие што се на власт, тие се највише корумпирани и највише крадат. Толку во дневот. Благодарам, поздравувам. Повелете, добар ден, кој ни следи. Поздрав, да се слушаме. Ај, добар ден. Добар ден, повелете. Вака се, борбата против корупција. Најголемата моментална корупција е помеѓу владата, односно премиерот и овие што се бизнисмените. Односно, каде е тука ситуацијава. Барет, зголемување, пример 100 евра минимална плата. Ќе си ја подела меѓу себе, пример 100 евра, наместо да му дадат на тоа што треба да го платат за државата, ќе пример 30 евра. Многу ефтино, 15 евра. Ама тие 15 ќе бидат за мицето. За мицето. Мислам, добро запамтете го. Дали ме разбирате? Разбирам. Исто. Сега, со дрогава. Извини,
Сиве да не ви барам, ама не можам, морам денеска да се изјаснам малу нешто. Во врска со дрогава. Помина шлеперите за Србија. Ама лозинката која беше? Еден шлепер за АЦЕТО, министерот за транспорт и врски, и еден шлепер за МИЦЕТО. Ви благодарам, поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е следен? Добар ден, ако сум јас. Да, вие повелете, добар ден. Па вака корупција во Македонија, тоа знаеме дека има. Сега како може да се намали? Може да се намали ако се уапсат кратците, криминалците. А тоа може да се направи во оваа ситуација, тоа може да се направи на два начина. Еден начин лидери, например, на политички партии на македонска, еден лидер и еден на албанска партија да се договорат и се поред да конфискуваат имот, да одземаат богатство и така натаму. На сите поред. Инаку на друг начин не може или од страна некоја воена, да кажеме, интервенција и друг да дојде да воведе ред. Друг начин јас не би можел да видам во моментот за да се реши корупцијата, судството и така натаму тие работи, бидејќи лидерите не може судството, не е моќно да ги апси. Значи, двајца лидери ќе се договорат, на нив ќе остават нормално повеќе, ако се корумпирани, барем селективна правда, отколку никаква правда. Друг избор нема друго решение за тоа и корупцијата ќе има додека има богати капиталисти. А богати капиталисти како ги има? Тие ги собираат парите на сиромаштијата, на рајата што работи, што ринта, и фактички тие нивните джепови ги полнат, пари ги полнат, а на сиромаштијата по едно пари ќе ни даваат како да обстанат во живот, и тоа е капиталистичкиот систем. Затоа велам да се обедини федерацијата, нема време. Благодарам. Ви благодарам, до слушање. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Имаме ли некого, повелете? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ве молиме почети. Добар ден, да намалем. Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Интересно е режија вклучете ако имаме. Имаме, повелете, добар ден. Има. Да, тука сме, ајде повелете. Ајде секунда, само секунда да намалиме. Ма колку треба, еве повелете, ајде. Не очекував да ќе уловам. Вака сега. Ако се сеќаш, таа слагена тасеска уште ли е сега од Transparency International? Не е она. На кого мислите, не ве слушнав? Слагена тасева. Аха, не сум сигурен, ајде да не ве... Не е она, не, и ни тој адвокат... И јас мислам дека не е да, но може да проверам секако, да не продам нешто непроверено. Сега вака, види сега, Путин пукна некоја работа таму во Украина и со план беа дека ќе успеат да направат внатрешни нереди у Русија со тоа што ќе направат незадоволен руски народ Западот и дека Русија ќе се распадне и ќе можат да шикуваат овие од Европска унија и од Америка, западњација. Ама се зафркна у пресметките, па сега не знаат како да истераат работава, едно се без пари, друго без оружје остана, друго моралот тотално го покажа на јаве и американците и овие. А тоа како го постигна Путин? Колку лизгави тераси имаше од високи облакодери у Русија? Значи, паѓа некои таму се излизгуваат, паѓа терасите многу изгланцани и чистени беа, и паѓа од 15 спрат, од 13 спрат. Тоа ради терасите беше, не ради друго, да не сватите погрешно дека некој ги бутал или нешто. Не, се лизгавни, прозорот ќе му се подотвори и паднал доле на 15 спрат. Така Путин ја реши работата
со тие тераси, лизгави. Значи, како ќе ме сватат, не знам, али само тоа е спасот, ништо повеќе. Поздрав. Добро, благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, добар ден. Да, повелете, се слушаме. Сакам нешто на темата, гледам секој ден тоа за корупција. Аха, кажете да. Сакам да кажам некој збора. Корупцијата постои најаќе во судството. Поготово, што ја некој пат ти кажав, во апелација, тој суд таму. Тој суд, било што да отсуде првостепениот суд, иде на второстепен тоа на апелација, таму тие се поврзани и увек имат некој, или со поврзани со адвокати, или поврзани со судии, и што тука е најголемата корупција. Сакам за тоа да кажем и нешто во врска што најактуелно околу ова што е со дрогата, со марихуаната. Па не знам, тука не треба да се изгледа власта да каже што е точно. Сега едни се навака, кажува да едни така. Треба да се каже, а тоа не е мало. Тука да помине 5 тона на граница, тоа мора да иде преко царина, преко контрола тамо, преко царински контроли. И сега тоа никој не искача во јавноста да каже што е, како и што е било. Дали е легално, дали не е легално, што е, како е. И сега само пропукување. Ја мислам дека тука има најголема одговорност власта сега што е за целата ова работа. И тоа, и сакам нека има малку, можеби песимистички малку делува, ама сакам една изрека да кажам. Кажете да се. Имаме чуено повеќе пати, викаше мој дедо, од секоја свирче не била, од секој дрвце не била свирче и од нас држава нема да биде, мислим. Како што иде вака, може песимистички малку делува, ама така има изрека, вика од секој дрвце не била и свирче и од нас држава многу тешко. Затоа треба малку да се работите среда, да не знам како контроли да има и се тие работи, одговорност да има. Ја мислим дека многу работи треба да се променат, па да појдат на подобро работи и на Благодарам и поздравувам, но добро, јас би рекол дека ние сме како држава добар материјал за многу повеќе од свирче. Само прашањето е тој што треба да го обработи. Значи, не може секој да направи добро свирче. Дури и од врвно дрво. Тоа е поентата. Јас Македонија мислам дека е со неверојатен потенцијал во секоја смисла. Вклучително и луѓето, всушност тие се основа. Дополнително со и таа геопозиција, но и потенцијалите кои ги има. Така да одличен материјал за многу повеќе од свирче, но и лош мајстор и од најдобар материјал не само дека нема да направи добро свирче, туку ќе го упропасти. Затоа нам ни треба добри. Не можеш добар материјал во сечи раце да дадеш. Тоа исто е, ајде, часовници се вртат нешто и денеска, скап часовник и така натаму 50-100.000 евра. Не може да однесете на кој да е часовничар таму со кујнски нож да ви брца во него. И што вреди ако е врвен часовник? Ќе го упропасти веднаш. Значи, треба да отиде кај навистина професионалец. Филигран човек, еснав, онака маестро да е. Тоа е сега, но трагедијата е во тоа да навистина ако го однесете тој часовник и го упропасти. Тоа е со нас, една ваква држава, ако биде упропастена. И после не може ни добар да ја оправи. Не бива свирче веќе од упропастен материјал. Повелете, добар ден. Да, повелете, ако се слушаме. Јас се слушам. Да, и јас повелете. За темата. Овој индекс за корупција најмногу се однесува за работата на обвинителството и судството. Нема борба против корупција, владата ако се заложи на не знам каков начин, еве конкретно МВР се повеќе и повеќе открива предмети, работи, но може само да притвори 24 часа, 40 и таму да се дуплира и толку. Значи многу е битно дали ги прифаќа за истрага предметите обвинителството. Таму е корупцијата до дното и под дното. Следната најголема корупција е токму, еве не зборувам за партии, бидејќи тие не ме интересираат. Следната е во судството.
најдоа во ЗИД пари, ќе најдат уште не знам каде. За новинарите. Не би рекла дека новинарите немаат слобода на говор, напротив, толку многу имаат слобода, што воопшто не се трудат да бидат објективни, туку водат кампањи, па тоа се гледа. Секој ќе го чуеш и ќе видиш каде набива, зашто набива и така натаму. Така. Предмет каде таа млада господја го спомнала името во Тетово, мислам, или во Гостибар беше, младата новинарка. Го спомнала името на судијата и за тоа била осудена, не може да верувам. Повторно, судија е корумпиран. Значи, треба да бидеме гневни на судството и на обвинителството. Ниједна влада ништо не може без нив. А судството треба да е независно и самостојно. А обвинителството не треба да е независно, треба да ги спроведува политиките на владата, но да е самостојно во одлуките. И тука се бркаат и замешкуваат замешателски работи. И смешно е дека 23-та година немало корупција. Па да, го укинаа законот и кога нема тендери, нема ни корупција. Немаше член за тендери. Така, благодарам ве, поздравувам. Не дека немало, туку оценката била 2 поени повисока. 42 поени сме имале во 23-та, 24-та сме се намалиле за 2 поени на 40 и 25-та се 40. Не дека немало. Напротив, тоа е катастрофа. Од 0 до 100 не сме ни до половина. Значи, многу висока. Сме мрднале 2 поени надолу во 24-та и стагнираме и 25-та, според извештајот зборува. Инаку да, извештајот се однесува, и кажав на почетокот, на јавниот сектор. Значи не е нужно, но секако, да, може да се каже дека работата на судовите влијае во голема мера на таа оценка. Но јавниот сектор генерално, не судството само. И токму во извештајот се наведува и тоа за земји од Западниот Балкан. Но обратно на спрега, не дека судството, туку недоволното действување на судството е една од главните пречки за успешна борба против корупцијата во јавниот сектор, во организираниот криминал, тајкуни, функционери, политичари и така натаму. Значи не е клучно судството е причина, иако и тоа е дефинитивно, но посредно да. Неангажирано судство прават што сака, тоа нешто го кажав, безбеден град. Ставиш камери, ќе го видиш, не можеш да правиш што сака. А инаку правиш што сака. Значи не директно, но не работата на судството и обвинителството, недоволното подстапување е главниот проблем за успешна борба. Исто така не кажав дека има проблем против медиумите, иако има извештај околу тоа, туку извештајот исто така наведува дека со зголемувањето на корупцијата слабеат демократијата воопшто, но и демократската контрола. Колку е помала оценката, односно поголема високата корупција, толку се намалува демократијата, демократските механизми, односно растат притисоците воопшто врз граѓанското општество, вклучително и врз медиумите, затоа што се намалува истовремено и транспарентноста и отчетноста на владите. Пренесувам, значи, објаснување од извештајот, она што кажав, како упатство на лек и состав што како ете, тоа го пренесувам. А ние го дискутираме, затоа разменуваме мислења. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Благодарам. Јас се извинувам, ама мора да ве прашам. Дали вие мислевте преска, кога реков за господинот да не се јавува, дали мислевте за господинот Тале од Прилеп? Да. Не, ова е друг човек. Аха, па тоа јас реков дека не е тој, јас мислев за него, да, Не, добро. Не, ова е друг човек и кавгата меѓу него и мене беше цената на електричната енергија. 2400 па 2020 во кризата и така натака, гледачите знаат и да не збориме тоа поминало. Добро, не знам за тоа, во ред, да, но... Па предпоставам дека вие не знаете. Добро, одлично го разјаснивме тоа, да, добро. Нема потреба, веќе завршена работа, секој со својата совест за тоа. А за темата пишува напредок во борба против корупцијата. Сега имаме ние напредок во борба за корупцијата. Очигледно, затоа што нашите влади не се борат да откријат
кој прави корупција, него колку тие ќе направат корупција. Дали ќе бидат подобри од претходните или ќе бидат полоши. Затоа во сите овие дејанија не лоши, да речем, за државата, ќе го спомнам и Кочани и други случувања што се случувале, и монструм и така натака. Виновни се поранешните. Така и за ова, нели? Или лошо донесен закон, виновни се поранешните. Значи, овде нема борба против корупција, а борба за корупција, кој повеќе ќе направи и кој повеќе ќе си стави во джебот. И не е точно дека партиите, политиката не се меша во судството и во обвинителството. И се додека партиите, политичките се мешаат во обвинителството, се дотогаш ќе ни биде вака. И не поддржувам дека мора обвинителството да работи по наредба на владата. Кај го има тоа? Ако премиерот е виновен, што треба обвинителството да рече? Браво премиеру, па така се работи. Јас тоа така народски го сваќам. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздравуваме, ете добро што го разјаснивме оба, значи не јас мислам за едно лице, вие за друго, но дотолку повеќе што независно сега имајте предвиди разбирање, јас само слушам, го немам на визуелното, вие можеби ете или некои се знаат, ете имено спомнувате имиња, некои кои тука овде не се представил, дали комуникација има некој од вас преку социјалните мрежи и така натаму. Значи јас дури некоја сличност звучна, аудио, што велам нека не значи ниту критика, ниту било што, се едно на крајот од краиштата може и да е да се родени браќа и близнаци и така натаму, но не е истиот човек, во таа смисла кажам, независно. Дали се сосема различни и крвно и расно и како да е не родово, или се велам многу блиски, не е истиот во таа смисла, а јас некоја звучност како и да имав можеби слично, не знам, длабок глас и така, не е битно, значи не е за да некого. Така да ете во таа смисла и помислив да не мислите на тоа, што не значи секако дека кој да е може или има право да било кого или директно ете на крајот од краиштата и одстапува од правилата па етикетира или зборува на сметка на другиот, да се држиме до темата или се едно она што е кажано, кој кажал јас или вие и така натаму. Некој кажа, ми се чини во оваа емисија, она нешто јас што кажав, аха, не се согласува со мене, одлично, добро, мислам, зошто да е проблем тоа. Ајде да слушнеме и друго мислење. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден, Да, добар ден, ете, се слушаме, добро, повелете. Благодарам. Повелете. Па, јас би сакал да го кажам следното. Еден наш соговорник сега преди малку кажа дека вака ако одиме држава неки имаме. Па ја гласно го прашувам господинот и свакам од чест ако мисли дека ние имаме држава. Дека вака како што сме држава. Вие меѓу другото кажате дека имаме материјал, нешто да биде од нас имаме, во потполно правост. Јас најголемиот материјал го гледам во владата. Капацитет, материјал, што да ви кажам? Гледате што се случи со оваа хранава. Не било над 50.000 евра, 70.000 евра се опрашање. Таа деплата таму. Треба да се фрла, дали се фрла, дали фиктивни фактури. Во самата влада, почитам водителу, во владата, во институција влада, не министерство, влада, што има 17 советници. Почитам водителу, заборавивме ние штип и штипско, што се случи со канабисот, кога полицајците ги полнеле вреките со канабис таму. Што би на тоа? Да знавме нешто? Ништо. Сега замислете, Балканов заинтересиран и Европа, како се пренесени тие 5 тона. Како? Значи, битно е како се потенцира, како е можно. Кај нас тоа како се запостави. Гледате сега во кој правец они идат, водата ја матат, ја разводнуваат само да не се дојде до тоа како. Како поминале тие 5 тони. Ото за човечанството. Како поминале? Брадестиот полицаец ќе видиме на сето ова што ќе каже. Благодарам.
Благодарам ве, поздравувам, добар ден. Ако имаме време, со задоволство, зажалете, толку е. Но добро, еве, ајде да завршиме оваа емисија. Со тоа, ете, таа позитивен пристап, кога кажав материјал, дека имаме материјал во смисла на потенцијал, земјата, луѓето и така натаму, од кој може да стане добра, успешна приказна. Не знам, имаме жито за одлично брашно, за одличен леб, имаме маслинки, имаме сончоглед за одлично, не знам, масло сончогледово или и така натаму, во таа смисла. Но секако може и да се употреби, треба во добри раце да отиде. Тој материјал како одличен потенцијал. За информација само, значи, поднос на темата, на прво место, иако реков нула е високо корумпирано, значи нула е 100% корумпирана и 100 поени многу транспарентна, нема 100 поени никој. На прво место е Данска, ниедна земја од тие 182 кои биле земени предвид, опфатени. Данска е со 89 поени. Ете, оптимистички тука да гледаме, ние со 40, токму некаде на половина сме. Данска ни го, или сите оние земји кои не стигнале до 100, на некој начин ете ни го креваат просекот. Втора е Финска со 88, а првите 10 се Сингапур, Нов Зеланд, Норвешка, Шведска, Швајцарија, Луксембург, Холандија и Германија. Благодарам за учеството и вниманието, ви посакувам пријатно попладне. Довидување.